Благодарение на проектот на Министерството за образование и наука, преку кој што општина Струмица аплицираше и доби 40 милиони денари. Еве ја гледаме како изгледа после таа инвестиција од 40 милиони денари со термоизолација, со енергетски ефикасна фасада, со заменет кров кој што имаше дрвена конструкција, сега има челична конструкција, дополнителна изолација, со современа спортска сала за потребите на учениците, со систем за грејење, еден од најмодерните системи за грејење, со топлотна пумпа, што укажува на тоа дека иако ни се училиштата спремни и модерни, треба дополнително да вложуваме, и на тој начин училиштата стануваат поатрактивни, а секако и населените места како места за живење, што е примарна цел и моја како градоначелник, заедно со Советот, а секако верувам и на мнозинството граѓани. Со ова практично заокружуваме еден огромен процес за општина Струмица, што е реткост во државата, да сите образовни институции, зборувам основни училишта, средни училишта и детските градинки како форма од социјалната заштита, ни се реконструирани. Ни останува уште едно училиште, тоа е училиштето во Костурино, за кое што веќе спремаме и проекти, и апликации, за да го модернизираме и тоа училиште. Струмица останува единствена општина во која што сите училишта се реконструирани и спремни да ги примаат дечињата и да го водат образовниот процес.